Добро утро, да. Добро утро до сите оние кои што не следат и на присутните. Вчера читав некои интересни статии и статуси. Не е тука сега пратеникот Костадин, кој што кажуваше дека 24 часа ќе работеле, ќе издржеле, денес не се ни појави, што е за право. И кажуваше исто така дека сме биле банда без команда, а пак имаше една друга колешка, ми се чини дека беше Ванчева Калеска, која што кажуваше дека кога го користиме често тој збор, кој што ни лежи како што е банда, веројатно самото присуство во исто такво едно, да кажам, здружение, му е полесно да го искажува на самата говорница или пак преку статуси. Како и да е. Власта го црпи својот легитимитет од народот. Народните избраници во собранието одговараат пред своите граѓани, а владата исто така треба да биде отворена за народот. Но дали имаме транспарентност на оваа влада? Не почитувани, за жал, немаме, а и далеку сме од тоа. Ниту имаме достапност, а уште помалку пристапност. Сведоци сме во изминатите 3 години на носење на закони со ЕУ знаменце, каде што не му е местото, одбивање и неразгледување на амандманите на опозицијата, одбиени суштински амандмани како во вториот ребаланс на буџетот, така и во буџетот за 2021 година. Она што во моментов треба да биде приоритет на секоја влада е успешно менаџирање и справување со ковид кризата, која апсолутно не е на врвот на листата, туку собранието се користи да се потпише штетен договор кој е за екстра 14,2 милиони евра, а премиерот тоа не смее да го прави и да се потпише, па се зацкрива за собранието. Исто така, како што му кажа државниот правобранител. Токму овој предлог закон за решавање на спорот меѓу владата на Република Македонија Мак Петрол владе Скопје по пат на спогодба, по скратена постапка беше и причина владата да ги скрати парите за капитални проекти со ребалансот во септември. Но знаеме и ние, а и граѓаните, дека за потпишувањето на штетни договори сте повеќе од експерти. Довербата од граѓаните не се добива на пазар со идентитетските обележја и криминални договори, туку со транспарентност, отчетност и отвореност. Владата предводена од Зоран Заев им должи објаснување на граѓаните и на транспарентен, а не на шверцерски начин да каже која е целта и зошто сакаат да злоупотребат 33 милиони евра народни пари за Мак Петрол. Вакво нешто не се случило никогаш во историјата на Македонија. Уште колку ветувања и фактури за плаќање има Заев, сакајќи на сила да донесе штетно законско решение. Јавноста треба да знае дека со договорот Заев Мак Петрол државата се откажува од судски процес, а тоа што го поседува го купува за 33 милиони евра. Според договорот, државата и приватната компанија имаат еднаква половина, а се судат за тоа кој е доминантен сопственик. Ова е се, само закон не. Затоа што не може преземен договор од судството да биде донесен во собранието како закон кој треба да се донесе и она што е најлошо, за овој закон да се сокрие самиот Заев и владата. Секој разумен човек знае дека спор не се решава со закон, а собранието не представува тело за судска арбитража. Собранието е законодавец и колективно тело и ова што сакате сега да го направите е противуставно. Дали е логично му се на Мак Петрол собственост од 50% во гасоводот на Македонија и истиот да му се плати по нереално висока цена од 33 милиони евра? Па нели самите велите дека вредноста на влогот во Мак Петрол 18,8 милиони евра? Апсурдно е тоа, затоа што и самите кажувате дека тоа што чини 18 милиони евра купувате за 33 милиони евра. Зошто Заев бара да го овласти собранието да го потпише закон? До кога со вашата вина ќе се криете зад колективната одговорност? Згора на тоа, па и владата на Мак Петрол сака да му плати екстра 14,2 милиони евра, пари кои се за помош на сите засегнати од кризата, помош за здравството, пари за навремено поставување на модуларни болници. Да, колеги, разговараме за модуларни болници, не како примерно на Србија за 4 месеци, каде што изградија нова ковид болница. Пари за реагенси за димери, пари за клексани, пари за кислородни боци,
пари за сервисирање на компјутерски томограф, а не цел регион Охрид, Битола, Струга, да нема каде да се снимаат пациентите на кои што му е потребно компјутерскиот томограф, кој што патем таму кај што го имаш и во Битола и во Охрид го набави владата на ВМРО ДПМН. Пари за заштитна опрема за здравствените работници, пари за амбулантните возила, пари за болница во Демир Хисар, не во гаража да се земаат тестови за ковид, пари за вакцинација ковид која што патем во горе-долу во најголемиот дел од соседните земји, а и во светот лека полека започнува да се одвива. А ние уште, кога веќе разговараме за пари за ковид, ние уште не сме ни завршиле или не сме до пола, ако сакате, со вакцинацијата за грип. Кога ќе завршиме, не знам. Здрави ќе видиме. Зарем не гледате дека ваквото абсурдно законско решение ќе се направи штета на сметка на буџетот на Република Македонија? Сите го гледаат тоа, само луѓето од власта не. Дури, како што кажав, и државниот правобранител не даде дозвола за премиерот Заев да го потпише договорот. Со оваа влада ниту ќе се забрза процесот за гасификација на Македонија, кој што веќе 3,5 години, веќе во четврто одиме се ветува, ниту граѓаните и индустријата ќе добијат ефтин и наеколошки енергенс. На владата воопшто не е приоритет изградбата и располагањето со гасоводниот систем и гасификацијата на Македонија, туку од огромно значење се само личните бизниси и интереси. Исто така познато и значајно да се каже дека е за владењето во овие 3,5-4 години кога сте на власт. Сите овие години наназад покажувате дека за вас се важни криминалните договори и коалиции кои во неколку случаи доведоа до јазично и идентитетско обезличување на Македонија. ВМРО ДПМН и коалицијата како пратеници избрани од народот, наша обврска е да спречиме да бидат злоупотребени 33 милиони евра народни пари. И не колеги, не е ова тешка геостратешка грешка, ова е јасен и прецизен план за крадење на парите од џебот на граѓаните, поделени директно од Зоран Заев и втората страна Андреја Јосифовскиот Мак Петрол, директен финансиер на СДСМ и олигарх создаден токму од нив. Тоа, почитувани граѓани, е реалноста која за среќа ја виде и целата македонска авиост во овие неколку дена, што мене лично ми е драго, и се надевам дека принципот на кој што ќе делувате понатаму, не поврзано со носењето на вакви закони, иде на многу поинаков начин и секако за доброто на Македонија, доколку воопшто размислувате на таа тема. Како и да е, се надеваме на подобри времиња, ако не вие, тогаш некои други кои што се поспособни. Ви благодарам.